Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп. Почитувани мои, јас сум еден од многуте читатели на литерарните дела на големиот македонски раскажувач и романсиер Стале Попов. Читајќи ги неговите раскази, романи, историски повести, ме наведе да крстарам низ најголемата висорамнина во Република Македонија, Мариово, да крстарам низ 20-тината живи, 10-тината во фаза на раселување и 10-тината одамна раселени села, обидувајќи се и јас да бидам сликар на мариовскиот живот, каде што се уште постои, да дадам опис на мариовскиот живот, оному каде што одамна веќе не постои, на атмосферата која веќе ја нема, да соберам податоци што имаат вредност на документи од минатото. Се наоѓам во некогашното село Мелница, родното село на Стале Попов. Ова одека што е позади мене се остатоците од неговата родна куќа. Дојдов тука во ова село да ја видам куќата кај што се родил Стале Попов и да видам дел од селото кој што според пишаните документи е раселено во 1902 година. Овдека се уште живее човекот Стале Попов, кој што ги остави во аманет неговите романи Крпен живот, Кале Шанџа, Толе Паша, Шачир војвода, Опасна печалба и се разбира познатиот Мариовец и Трпео. Тие романи ги имам овдека во моите раце што ги држам, а ги оставил за аманет да ги прочитаат овие романи, затоа што овие романи што тој ги напишал е дел од историјата, од вистинската историја на мариовци, на Мариово, на мариовци кои што се дел од македонскиот народ, на мариовци кои што се македонци, кои што живеат на ова парче земја, кој што од памтивека се нарекува Македонија. Како по стар обичај, кога тргнувам на пат низ заборавените македонски села, како што вели народот, кинисувам рано, ношно рано, а вообичаено мој сопатник со мали скучуци е мојот верен другар, пријател, сопатник, рускиот олдтаймер, джипот од марката КамАЗ. Откако завршивме со предпојдовните припреми, тргнав на пат. Од главниот град на Република Македонија, Скопје, во правец за селото Соич, кинисав некаде во 7 часот изутрина, а некаде околу 10 часот препладне пристигна во Битола. А по кусиот одмор што го направив во Битола, патот го продолжив по 25 километарскиот пат Битола-Сточевир до селото Гермијан, каде што ме чекаше 70-годишниот Чичко Спасе Канзуровски и неговиот 18-годишен внук Слободан Канзуровски, кои ми беа ем домајќини, ем водичи низ нивното родно место, селото Соич.
Пред да тргнеме за селото Соич, мојот помлад домаќин Слободан Канзуловски ме замоли тој да го вози мојот стар олдтаймер, рускиот КамАЗ, затоа што одамна имал желба да има ваква машина. Поотблизу да се запознае со ова марка на руски теренци, да го почувствува брмчењето на моторот, самиот да се увери во она што неколкуми на негови врсници му говореле дека руските теренци не само што се најдобри од оваа класа на возила, туку да се увери дали навистина е точна нивната констатација, ако му туриш нафта и на нафта ќе оди. Тури му вода и на вода ќе оди. А јас да си ја зимам камерата во својата рака и да си ја гледам мојата работа, а тој неговата шоферска. Колку ми се радуваше душата, колку ми беше исполнето срцето, се радував. Навистина се радував, така да речам, додека се договаравме со 18 годишниот Слободан Канзуровски, кој да вози, кој да снима, кога мојот постар домаќин Чичко Спасе Канзуровски ми велеше: добре дојде, каде си што те нема? Долго те чекаме, редно е и ти да си дојдеш дома. Ајде со нас, наши сме, како нашта ја сапиме, како домароден да си. Се ќе ти раскажам, се што било и не било, колку минал бевме и колку минал останавме, каде отидоа селаниве, зошто отидоа, ама се да снимиш, се да бележиш, се да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини бевме и останавме овде во нашево село Соич. Откако си сторивме здраво живо со мојот домаќин Спасе Канзуловски, се опативме во правец на селото Живојно, а оттаму по 7-километарскиот макадамски планински пат, кој кривулесто се извиваше низ југоисточните карпести падини на Селечка за селото Соич. Попатно си го почнавме муабетот надолго и на широко, вурес и вукрес, како што знаат да кажат соинчанци во нивното му обетење. На почетокот ми изгледаше дека брзо ќе ја поминам оваа етапа, рутински што се вели. Така ми изгледаше. Како што ги одминувавме првите километри од стариот речиси 100-годишен макадамски пат, со мојот сопатник Чичко Спасе, во меѓусебниот разговор за Македонскиот Солунски фронт, дојдов до заклучок дека патот по кој одиме за да стасаме в село е токму тој дел од фронтовската линија што го држеле французите, па неретко селаните од овој крај го нарекуваат Вранцуско џаде, Вранцуски пат. И навистина од тој пат кој обстојува речиси 100 години, постојат добро сочувани камени џидини, потпори по целата траса, а патот е граден во 1914 година од војници заробени од другите војски, а најмногу ги имало мештаните од овие краишта. Некаде на речиси половина изминат пат, застанавме на едно зарамнето плато на надморска височина од околу 700 метри, да земеме душа што се вели, да одмориме малку, ама и мерак ми беше да фрлам малку поглед кон Скочевричката клисура, кон Пелагониската рамница, да направам некое кадро со мојот фотоапарат за спомен, што се вели. Село се вика Скочевир, лево. А се најдуваме овде на местото Џаринка. Од тука до Сович има 2 километри уште. И потамо толку се. И од оваа страна, тоа е ниđe планина со врво кај Макшалан. По кратко време го продолживме патот. Како што одев по патот, мојот домаќин и водич Чичко Спасе така ми ги појаснуваше и покажуваше виканите места,
каде што како дете си играл, ги пасал козите, овците, говедата и весело го поминувал неговото детство. Ова лева страна, таа страна е Егејска Македонија, границата со Егејска Македонија, а десната Македонија, Република Македонија. Втората наша починка, така да ја наречам, беше местото викано Путин дол. Наречи се 1000 метри надморска височина, на 3 километри поминат пат југоисточно од Скочевидската клисура, каде што на зарамнетото плато, покриено со сочна зелена планинска трева и шарана со разнолики колоритни бои искаени од планинската мајчина душица, планинскиот зелен чај, планинската медоносна матарка, кротко се ги напасуваше неговите крави, 60 годишниот Киро Ристевски, родом од селото Живојно. И денес колка си со кравчина, а? Да, Колку ги имаш вака набрак? Имаш едно? Вече се? има. Так. И секој ден си овде, а? Прекос. Так. Јас и овде со мојот фотоапарат се обидов да доловам дел од хоризонтот кој се протегаше околу мене на местата викани Рогаш, Шипково, Ризманова Сојница, Крстот, Дабој Ниви, Вртешки, Крушје, Мечкина стена, Карпа и многу други места, како што ги викале селаните од Сојич, кои во минатото, а бога ми денеска, се уште представуваат ориентир правци, како што ми велеше мојот сопатник Спасе, луѓето си доаѓаат и се заминуваат, ама овие карпиве и спиливе вечно остануваат. За секој туѓинец кој првпат доаѓа во овој крај, ова е навистина неповторливо доживување, нечепната природа, никаде жива душа, како што се вели, само ветрот го слушаш како дува. Порече си неполни 2 часа искачување по криволестиот пат и порече си 5 километри поминати на местото викано Путин дол, не пречекаа првите жители на селото Сојич, шарпланиците Шарко и Бурџо, тие долго време ме следеа и во еден момент се изгубија меѓу спилите, лаејќи, барајќи го својот домаќин, за да му кажа дека човек доаѓа в село. Непосредно пред селото, на местото викано Трпчева колиба, пак застанавме да ја видиме поодблизу панорамата на селото Сојич. По првите впечатоци кои ги имал, по гледката што ја видов, не можев да направам разлика од разрушените куќи, плевни и од спилите карпите кои се издигаа на селото. Најдов само неколку здрави куќи во кои одамна веќе не живее никој. 70 годишниот Спасе Канзуровски со солзи во очите ми велеше: седни овде, внучко, до мене, на камено, да ти кажам и јарно и лошо и убаво, и си го почнавме муабетот. Ова е селото Сојич. Населено одамна, точно не се знае, а сега не живее никој. На времето колку куќи имаше село? 50. Кои беа фамилиите, да ми кажеш вака некој? Па туа така да речеме Гоговци, Ушковци, да речем така фамилиите, појќе беа Гелевци, Гацовци, Киревци, така по... И уште некои има други така. Колку мала имаше селото порано? Тоа е намалали бригади, беа 3 по колективите. Така? Прва, втора и трета бригада. Од што луѓето дека живеа порано? Од сточарство и земјоделие, тоа е. Колку имаше, да речеме, секоја куќи овци на времето? Па тие 5-6 куќи што има скоро до 1000 главоци, другите помалку, кои 50, кои 70, 80, до 30. Кои му се комшиски села на селото Сојич? Сојич, Живојна, Добровени, Скочвени подалеку. Што те влече вака да дојдиш во ова село што Како повеќе мало години? дете тука израстив, од 6 години. И тоа ме влече како да е родно село, родно место моје. Кога ќе види селото раселено, нема жив човек, ти плаче ли душата? Ами сега, знаеш, се нажалува човек, без ништо да има, да гледаш 350 души имаше селото, сега да нема ни еден.
Кога се собираат, да речеме, овдека во селово? На кој ден? Секоја недела тука имаме музика. Плюс и јас свирам со кларинет, а и ропав со тапанчи. Така? Секоја недела тука имаме игранки. Цело село се бреше, од најмлад до најстар. Зошто луѓето порано патуваат до Попадија, до До Попадија таму има воденици и одеа Содовици. Исто изненавамо за Битола која ќе одеа Содовици до Живојна. После од колективите навамо почна да пуштат по некој возило до Живојна и така. Внучко, да дојдеше пред 50 на години, имаше што да се види. Селово беше преполно со луѓе, школијава работеше. Ти си првиот внучко што доаѓаш во селово да направиш репортажа, општинарите порано идеа, па сега ти. Од селото Сович остануваше црква тука, Свети Атанасije и ништо друго, и гробиштата. И тоа е цело село изгорено. И овдека се собирате на Ѓурѓијан. На Свети Атанас, Име? Летен, Летен? слава му е. Слава му е така. Слава. Свети Атанас Летен му е слава на село Сович. Овде почива на жената моја мајка му, Ангелија Петровска. 1924 родена, 1972 е почината. Овде тука седам ес на прагот од куќата на жената моја. Дедо му на жената се викаше Золе. Татко му Тане, Стојан Тане му вика, баба ми Евангелија. Жената моја Донка. И од тука сум женет, и од тука му зедов како чупа. Колку години поминаа од тогаш? Од тогаш поминат 58 години. Како се зедовте со стројници, со свадба? Не, со добро така, се засакавме и се зедовме. Не ни спречи никој. Колку Господ ти даде челат? Ни даде 3 деца, 2 машки и 1 женско. Колку внучина и правнучина имаш? Внучина имам 6 од 3-те и од едениот внук имаме, од 2 внуци имаме едениот близнарина, машко-женско, од другиот 2 женски. Струја никогаш нема донесено? Има. Имаш струја? Има струја, имаш. Која година беше струјата? Струјата беше од 63-та година. Имавте продавница во селово? Имаше продавница овде беше. Така. И Поштар доаѓаше? имаше и поштар. Односно поштар што беше служител во школото, тој ја земаше поштата од бач. Така, така. Да. Попот од ке ви беше од селото? Не, порано имало поп од тука од селото, али после идеше од Битола. Така. Колку бевте вие брајча, сестри? Ние имаме 20 брајки и една сестра. Така. Како ти се викаше татко ти? Марко, Мајка ти? Менка, Од кај беше мајка ти? од Сетина. Од Сетина. Од Искоровија беа се одселени, земени женети од Сетина, од вака другите села. Ние спаѓаме под моштените, не под мариовците. Од моштените. Да, Сович, Живојна, Бач и Гермијан. Ај вака мацу да ми објасниш што се тоа моштени? Што е разликата помеѓу моштените и мариовците? Не знам, тие има друга носија, бела носија има, а овие со кошули долги, а овие има друга носија. И јас мислам дека тоа е разликата. Првиот човек што бил тука, дојде.
тука почива дедо Гого од село Горно Родео, Караџото. 1760, а умре 1840. Додека сето ова ми го велеше Чичко Спасе, во непосредна близина забележав еден селенец како си работи на неодамна разораната нива. Се упати кон него. Што ќе го садиш ова сега? Ова ми е одовде нагоре садено компири. Овде ќе садам ченка и граф. Тикви ќе садам. Попосле не е сторен расадо, ќе си садам домати, пиперки, кромит, се, за да биде еколошки чисто овде. Оти овде, ова место не е садено ужи 25-30 години. А овде беа трла на дедо ми. Ова е цело гној. Шо ке се направи, Господ ке дај. Камо да се сите како ја шо сум овде, да се собериме и да си го обновиме селото како што ни беше. Само многу генерации избегаја во Австралија на друго место. И народот се измеша сегде кај кај. Така е. Што те наведе да дојдеш овде во ова некогашно село, кој што пред 20 и повеќе години вриеше народ, а денеска остана само црквата? Вака да ти кажам. Јас работав во Рек, зедов некој динар и сега планирам овде да си направам едно куќаре мало во на дедо ми имото. То да ти кажам е носталгија, човек кај што е роден, тамо да си живеи и да створа. Ама ете татко ми нас не пресели во Кравари и сега јас од Кравари тука си планирам да си направам едно викендиче. Ја имам вода поставено од чешмата. Здравје Боже, тове ја имам посадено компири. И така сакам да идат многу овде од мојата генерација, ама јас сум прв што дојдов овде, што се враќам од и ме трга нешто овде. Можам да направам Пелистеро кај што живеам, Кравари, Крстар таму, секогаш. Ама секогаш сум се сонвал овде во Сович и тука ме трга душата. Слушај, јас сум Благоја Јовановски од село Соич. Мајка Јованка, татко Александар, баба Сава, дедо Ѓорги. И овде си прам на имото на дедо ми. Овде си роден? Овде учеше? Овде сум роден до 10 години растев, 4-то завршив овде, во на училиштето онде горе шо е. Тогаш ко учев имаше 70 ученици. Првачина бевме негде 25, сите да не набројвам, сите се кој Австралија, кој Кравари, кој Битола, кој Гермијан, живој на сегде натамо. И така овде планирам сега да си правам. Ова се да ми кажеш, како ти се викаше првиот учител што те научи да читаш и да пишуваш? Првиот учител што ме научи беше Тихомир Даскало од село Кравари и комшија ми е. После Тихомир Даскало дојде Трајче Ганчето од Живојна по потекло. После Трајче Ганчето дојде Ристо Даскало. Кога ќе дојдеш одека во твоево родно село, кога ќе поминиш низ селскиве патчиња, сокачиња, кога ќе поминиш по убавите падини на селото Сович, ти се радува душата што си тука? Или ти тагува што нема джагор, се е паднато, како што реков, стои само црквата? Вака да ти кажам, разочаран сум ова село што се униште фактички. Не знам да ти кажам, се униште ради немаше амбуланти, немаше патишта, вода,
И така да ти кажам, селото не можеме да го обстаниме, треба многу помош, не да државата треба да ни поможи, пат да се направи, вода, струја немаме, струја имаше порано, ама се испусте без луѓе, знаеш како е куќа без луѓе. И така живото си течи, јас кога ќе дојдам овде да ти кажам, многу пати имам плачено. Ја кајла куќата овде пак ќе заслужи. Да. Гледам дека ти плаче душата, ти течат солзи од очите. Ова што ти плаче душата е твојата младост, кој што овде си ја поминал, овде се твоите корења, овде се твоите предци и една порака. Еве, ти си први што се враќаш, да нека биде повод да и дојдат и другите твои врстници во селото Сович, да ги обноват куќите што се паднати, да видат дека овде ова село ќе живее, дека живот ќе се врати, затоа што вика старите, убаво родно место, од родниот крај, од родната куќа кај што си се родил, нема никаде. Вака да ти кажам, родниот крај најголемото богатство. Една птица од кузне каде седелце ќе си направи во куќата, ќе презими зимата и пак си се враќа во родното место кај што си создајло пилина. Јас сум истиот таков. Како што тежи овој камено, така ми тежи душата за овај роден крај, откај што сум роден село Соич. Сакам да продолжам од темелите на дедо ми, понатамо да продолжат сите како јас што продолжив и да се направат овде многу кујки и да си се обнови селото како што беше порано. Тоа му пожелвам на младите, на син ми, внуци, на сите од село Соич. Како што гледаш и самиот речиси, од селово ништо не остана. Се е камен на камен. Само францусково џаде обстојува низ времето. Уште тоа да не е, не знам како ќе дојдеме в село. Природата се му дарила и шуми, пасишта, и изобилство на вода, арно ама народ нема. Селово наше не беше вакво до пред речиси 5-6 години. Иако сите си заминаа, ама куќите не беа паднати. Во изминатите неколку години, 2 пати селово наше, 2 пати е запалено, 2 пати горе е куќиве од пожар. Пред 2-3 години во вториот пожар изгореа и тие што во претходниот пожар преживеа. Никој од страна не ни го запали. Сами си го запаливме несовесно од отпушок на цигара, од догорче, од кибрид, додека дознавме се беше вивното во пламен, пустињето, летно време беше, надвор пекол, требата им високо им сува, сето се вивна, голем пламен, се догоре. Арно, ама како за чудо бандерите од струјата, трансформатора за струјата и црквата наша, стожерот на нашето село, останаа нечепнати, недогорени. Да останеше струјата, поинаку ќе беше, ќе живнеше селово, како што утре ќе заживее во нашава селска црква Свети Атанасија Велики, чија селска летна слава и денеска ја славиме, било каде да сме ние совичани. Еве, речиси, 10 години, 7 дена пред македонскиот православен христијански духовен празник Свети Атанасија Велики, се собираме во црквовниот двор, каде што го започнуваме празнувањето, а го продолжуваме во сите моштенски села, било овде во Република Македонија, било во Грција. Убаво ќе биде да останеш и ти во селово и утре да бидеш тука, да ни бидеш гостин, заедно да го започнеме нашето празнување одовде од моево родно село Соич, кое трае 10 дена, ми велеше Спасе Канзуровски. Колку ми се радуваше душата, колку ми беше исполнето срцето, се радував, навистина се радував, што и јас ќе присуствувам на заедничкиот Сенароден црковен собор во дворот на Српската црква Свети Атанасија Велики.
Почитувани мои, како изгледаше Сенародниот црковен собир на патронот на сега веќе раселеното село Соич, ќе ви пренесам во наредната репортажа за селото Соич. Во слава и чест на Светиот Атанасиј Велики ти ја принесуваме, Господи, ова бескрвна жртва на небесниот твој жртвеник, во имја Отца Амин и Сина Амин и Святаго Духа Амин. Во слава и чест на Светиот Атанасиј Велики ти ја принесуваме, Господи, ова бескрвна жртва на небесниот твој жртвеник, во имја Отца Амин и Сина Амин и Святаго Духа Амин. Святи мученици, иже добре страдалчествовали, и чашися на гробовите, живот им даде, Христос воскресна, виде, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот. Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Мариово е Витаминка Прилеп.